Респираторни проблеми кај деца до хронични болести кај возрастните. Секоја година, како паѓаат температурите, така растат вредностите на штетните честички во воздухот. Според извештаите на УНИЦЕФ во 2024 година во Македонија, 11,6% од смртните случаи кај новороденчињата се случуваат поради загадениот воздух. Аерозагадувањето е втор најголем ризик фактор за предвремена смрт, алармираат докторите. Еден од 9 смртни случаи на деца во Македонија, според извештајот на УНИЦЕФ во 24 година, се должат на аерозагадување. Еден од 9 смртни случаи на новороденчиња до 1 годишна возраст. Во февруари 24 според истиот извештај на УНИЦЕФ, Скопје повторно се наоѓа меѓу 10 најзагадени градови. Според независниот советник во град Скопје Димески, најголеми загадувачи на воздухот се домакинствата и индустријата. Оттаму вели дека свеста на граѓаните треба да се зголеми и апелира до надлежните да превземат мерки, а едни од предлозите беа да се забрани користењето на јаглен, да се субвенционира поставување на соларни панели на крововите од зградите, а оние граѓани кои имаат можност да се приклучат на централно грејење. Да направиме попис на сите оџаци и печки во општината, значи тука и на кафеаните, и на индустријските објекти, они помали, ние немаме некои големи, и на домакинствата пред се, и да лоцираме доколку има домакинства кои користат стари печки или несоодветни горива, да дизајнираме некој облик на субвенции. Денеска мерните станици покажуваат дека воздухот во Скопје е штетен за здравјето на чувствителните групи. Вредноста на ПМ честичките достигна 54 микрограми на кубен метар, од дозволената вредност од 25. Владата најави дека интензивно превземаат мерки за намалување на аерозагадувањето. Некои ќе можат веднаш да се реализираат, за други е потребно време. Клучно е обезбедување на алтернатива за затоплување за домакинствата, далечинско централно затоплување, како и изградба на когенеративни гасни централи.